Micro, small and medium-sized Macedonian enterprises are not familiar with the EU agreement which regulates the obligations under the Green Agenda. Any domestic company collaborating with companies from EU member states will have to meet EU sustainability standards or the ESRS. Може би повеќето поголемите компании кои соработуваат, да речеме, со Европска Унија или со фирми кои се во нашиве трговски зони се малку повеќе запознаени, зашто и самите тие може да подлежат до одредени аудити, проверувања, испитувања од странскиве фирми. Но сметам дека свеста треба да биде зголемена и има многу труд што треба да се вложи за да повеќе фирми се запознаат со таа работа. From 2026 onwards, all Macedonian companies that want to enter the European market will have to submit reports to foreign partners on their environmental protection efforts, social protection and policy creation within the company. Во делот на човечките ресурси и развојот на тие човечки ресурси мора да дадат импакт колку вложиле, колку се вратило назад. Доколку пак известуваат по делот на животната средина, мора да дадат известување што направиле со животната средина и како ја вратиле назад. На крајот од денот, потребно е сите овие компании врз основа на ЕСРС извештаите да доставуваат реални и мерливи податоци. Unlike the past, more and more companies are nowadays encouraged to introduce green and circular elements in their operations, although this effort remains at an unsatisfactory level. Сакам да ги охрабрам компаниите, бидејќи и несвесно во текот на своето работење многу од нив употребуваат, а не ни знаат дека употребуваат зелени компоненти во развојот на својот бизнис, па доколку користат консултантска помош, мислам дека овој вакуум простор може многу полесно да се надмине, односно и тие да добијат еден вид на консултантска помош која што ќе ги насочи да ги потврдат нивните досегашни активности, а и да отворат поле за нови активности во дејноста со циркуларна економија. The EU for Economic Growth project brings together all stakeholders in one place through workshops in their target regions to collaborate on the initiation and implementation of green and circular business models, wherein the companies play a leading role.